има едно размислување дека каматната стапка, доколку сакате да го скршите рбетот на инфлацијата, нели, да се борите против инфлацијата, треба биде најмалку за 1% поен повисока од она што се нарекува базична инфлација, а базична инфлација се добива кога во пресметка на индексот вкупен за стапката на инфлација се изостават овие да речам берзански цени на храната и на енергијата, на кои што не можете да делувате. Сега, според некои меѓународни проценки, од 17% кај нас околу 13% е базичната инфлација, што значи дека тоа е резултат или се должи на домашни фактори. Значи не е на увезени фактори како што не убедува владата и Централната банка и некои експерти, провладини и така натаму и така натаму. И од тука, мислам, оваа состојба на релативно ниски каматни стапки значи дека иако нели, ево сега се зборува за воведување на нови даноци, зголемување на даночни стапки, што најверојатно нема да се случи од 1 јануари идната година, штедачите плаќаат еден висок инфлацијски данок. Ево, пример, вие ако имате 1000 денари за штедени, така со зголемување на каматните стапки вие ги заштитите за една година, значи за една година губите 15% од вредноста, тие 1000 денари после година дена ви вредат 850 денари.